Добар ден и среќен ден во овие јулски жешки летни денови. Секако на продукцијата на Скок фудбалските теми не и бегаат. Иако се обидуваме да одмориме, сепак предизвикот кој се вика Вардар, кој се вика фудбал и кој доаѓа секојдневно е тука со нас и е неизбежна позитивна провокација за една нова емисија во продукција на Скок, поврзана со целата ова позитива која му се случува на фудбалскиот клуб Вардар. Збор 2 за минатата сезона, кога многумина беа скептици, кога не веруваа дека сето ова ќе се случи, дека Вардар ќе се врати во првата лига и дека може успешно да се подготви, зборувам успешно, во рамките на објективните околности на сето окружување кое го има овој фудбалски клуб и на сите оние помалку негативни конотации дека ете и во целиот фудбалски свет ретко каде може да се види дека навивачите на клубот кои гинат, кои живеат, да не речем кои двојат дел од своето време, од енергијата, од своите пари, од сето она, а тоа се вардаровите комити, успеваат да направат позитива и да го стават Вардар на еден цврст прволигашки колосек, за кој многумина мои познавачи луѓе кои ги познавам, да не речеме пријатели, па дури и многу мал број на другари, не веруваат дека Вардар ете така може да вози. За среќа на сите нас, не и за мене, јас тоа го очекував дека машиновозачите на црвена-црната локомотива добро сето ова го функционираат и подготовките на Златибор на црвена-црната експедиција за многумина се изненадување, да не речем и позитивен шок, па дури кај одреден дел на противниците на Вардар во прволигашката конкуренција, зборувам за фудбалските клубови, нивните раководства, предизвикуваат и помалку страф, ајде да не речем и паника, каде оди Вардар и како ќе им се тресат нозите кога ќе гостуваат на Вардар на градскиот стадион во Скопје. Овде сме на летен одмор, помалку ќе слушнете и некои звуци на годишно одморците, меѓутоа и овде, верувате, во кампот Евредики има луѓе кои лично мене ме прашуваат за Вардар. Сепак, темата на вечерашната емисија на продукција Скок за нашиот YouTube канал е поддршката на општините кога во прашање Вардар, односно сето она кое градскиот татко или како што сега почнуваат да викаат градската мајка Даниела Арсуска успеа да го обезбеди, да ги плати најрегуларно, да ги поддржи вардарците за овие подготовки во Златибор и со еден збор, без да навлегуваме во некоја политичка конотација или не де Боже некакво навивање за некоја политичка опција, ред е да кажеме дека Вардар е на Златибор со комплетниот стручен штаб, со исклучок на Ано Родиновски, на кого му посакуваме среќа и кого замина и докажа дека во Вардар имало тренерски потенцијал, не се една мала дигресија. На Златибор, реков, експедицијата се подготвува со стручниот штаб, со спортскиот директор, со сите засилувања, со сите фудбалери, а тука е мртвата стража на комитите кои сето тоа го контролира секако во интерес на Вардар. Во целата таа конотација кога град Скопје го направи првиот исчекор, кога во целата оваа еуфорија, кога во нашата метропола се случуваше се и се што поврзано со чистењето нели на она нормално ѓубре кое се собира по контейнерите, се направи една таква, лично по мене субјективна, непотребна галама и ујдурма, во која се испомешаа картите, но тоа се реши, а останува општините, оние 12 скопски општини, да го исполнат она што го ветија кога е во прашање фудбалскиот клуб Вардар. Зборуваме за иницијативата на еден од водачите на комитите, Миролад Миленковски Мики, кој заедно со неговите први соработници во оваа прилика и ќе ги кажам Владко Колев, популарниот Гого, Мачки, ако испуштам некој, не ме замерувајте, и една мала група иницијатива која сето тоа му дава ветер во грб на
оној кој сепак мора да го води црвено-црното оро за подора на Вардар. Значи, останува во заднина едно мало петно поврзано со овие 12 скопски општини и лично јас како автор на ова продукција Скок со целата екипа на Скок малку ми дојде така, па не чудно, ама симптоматично кога да речеме господинот Орце Ѓоргиевски, градоначелникот на Кисела Вода, заедно со господинот Тимчо Мицунски од општина Аеродром, толку многу се заангажираа за овој проблем на Скопје. Ние нормално треба да се ангажираат се дел од градот. Како го решија не навлегувам и како сето тоа ќе има репрекусии врз нивните политички кариери или врз сето она што ќе следува во продолжение на филмот наречен Комунална хигиена и чистење на ѓубрето од Скопје. Јас ги поврзувам со фудбалскиот клуб Вардар, каде што јасно, отворено, недосмислено искажа подршка, ветија дека ќе помогнат заедно со другите 10 општини, сега да не ги редам сите, нели, општина Карпош, општина Бутел, општина Падури, општина Центар, сите оние 12 општини ги експлоатиравме таа ги знаете. Меѓутоа, како некоја таа акција како да подзастана малку, како да мирува, како ова што го пишува на моите гради со овие мајци, како да го позаборавија овие 12 градоначелници. Комитите го тераат своето, ги продадува мајците, оди продажбата на претплатните сезонски билети, скромно, по моја перцепција се исплатени фудбалерите и стручниот штаб, но останува празнина, останува тој празен од кај скопските градоначелници кои би требало да го испочитуваат она што го ветија кога е во прашање фудбалскиот клуб Вардар. Во таа насока, во тој контекст, ете вака една добронамерна, да кажам, прозивка на председателот на ЗЕЛС, тоа е председателот на заедницата на единиците на локална самоуправа, нели, господинот Орце Ѓоргиевски, кој несомнено доста се ангажира кога се во прашање активностите на Кисела Вода и на неговата транспарентност не треба да има забелешки, но останува една мала празнина, еден мал празен од, една неостварена амбиција да се помогне на Вардар. 1 милион денари поделени како премија на варварците за влез во првата лига е добар потек, меѓутоа тоа е веќе завршена приказна. Би требало градоначелникот на Кисела Вода да ги собере овие градоначелници под името на ЗЕЛС, да се одржи тој иницијативен состанок, таа убава иницијатива, таа црвено-црна локомотива да добие уште малку гориво во овие жешки летни периоди и малку сите овие активности секојдневни кога се во прашање редовните активности на единиците на локалната самоуправа да бидат ставени малку ад акта, зборувам, за одреден кусо време, а да се стави во прв план фудбалскиот клуб Вардар. Вардар е на добар пат со комитите, без оглед што, ајде и тоа ќе го споменам, одредени спортски портали, ако се воопшто спортски портали, ама ајде, нека бидат спортски портали, се обидуваат, и тоа на различни јазици, нели, освен на македонскиот, се обидуваат да направат некоја деорганизација, деконструкција. Може би погодувате, може би не, ако не знаете, зборуваме за Бардаровски некаков негов вербален, предпоставувам, инцидент со, може би со комитите, измислен во секој случај. Тоа нема да го помране Вардар, верувате ми, Јалче Доргутов ви кажува, Вардар е настабилна локомотива, е настабилна машина која без никаков проблем ќе го изради овој коловоз во првата лига, без сомнение дека и сезоната 24-25 Вардар ќе игра во првата лига. Прашање е дали можеме да биде Вардар втори, трети, не велам први, има и посилни клубови кои се подобро организирани со подолг стаж во континуитет. Меѓутоа Вардар со ова веде раководство на многумина ќе им ги помати сметките и ќе биде интересно првенството. Да се вратам на темата. Отворена покана, отворен повик до сите 12 скопски општини. Без оглед, знам дека и вие треба да се одморите, имате право законско на користење на годишните одмори. Одете, одморете се, додека вардарците на Златибор таму со
тренерите ги извршуваат нивните подготовки и ги ја поправаат крвната слика, фудбалски се надоградуваат, се прави една добра хемија за овој Вардар кој верувам дека ќе гази на градскиот стадион, на арената Тодор Проевски. Тешко ќе има бодови за било кој. Ајде, градски татковци на локалните општини во Скопје, седнете на маса, дали сега, дали после годишните одмори, кога веќе ќе биде почнато правенството. Еве ви оставам простор, повеќе од 20 на дена. Меѓутоа, не го заборавајте она што го кажале за Вардар. Посебно председателот на ЗЕЛС, амбициозниот градоначелник Кисела Вода Орци Ѓоргиевски, кој секако си има своји амбиции и ние му посакуваме среќата си и освори на политички плана. Меѓутоа, не го заборавајте Вардар. Онака како што не ја заборавате салата Расовник, која доста ја експлоатирате во вашите медиумски настапи. Ајде, дајте да кажете нешто и за Вардар, да чуеме каде е фудбалскиот клуб Вардар во оваа ваша агенда и како градоначелник и како председател на ЗЕЛС. Секако, ваков отворен повеќе и до градоначелникот на Карпош, господинот Стефчо Јакимовски, до господинот Тимчо Мицунски. Ајде сега да не ги кажам сите си име и презиме овие градоначелници на Скопје, почнувајќи од Центар, Бутел и сите овие помали општини кои имаат средба со раководството на комитети и кои го дадоа своја збор дека ќе помогнат на Вардар. Зборуваме за 1% од годишниот приход, од годишниот буџет на општините кои по моје лично убедување и верувам дека не грешам, нема да се одрази врз квалитетот на живењето на граѓаните во тие општини. Во меѓувреме, поздрав до вардарците на Златибор, на Кополник таму, каде што се поздрав до сточниот штаб, поздрав до навивачите, до комитите. Ете и ние како продукција Скок малку одмараме, се капеме во Белото море, малку размислуваме за Вардар, вака освежени со нови дресови. Секако и претплатните карти ќе бидат тука во име на продукција Скок. И ќе нисуваме во првата лига. Останува овие господа кои ги спомена председател на ЗЕЛС да преземет иницијатива, преостанува и на водачите на комитите, оние генератори на овој нов Вардар, на овој освежен Вардар, на овој Вардар кој ќе направи апсолутна позитивна збрка, фудбалска збрка во првата лига и кој Вардар врти како оваа тркалце позади мене, само напред и напред и напред, да видиме. Поздрав до сите љубители на фудбалот. Ете, не мора да навивате и за Вардар, меѓутоа поддржете го Вардар во интерес на првата фудбалска лига, во интерес на македонскиот фудбал, секако како што ние вардарците ги поддржуваме нашите екипи во европските купови, им посакуваме успешни реванши вторник и среда и пласма во второто коло. Тоа е добро за македонскиот фудбал, тоа се коефициенти за македонскиот фудбал. Тоа ќе му помогне и на Вардар, евентуално ако биде трети или четврти во наредното првенство, да игра во таа лига на конференции. Поздрав до сите кои го сакате македонскиот фудбал. Мијалче Доргутов, и не заборавајте, кликнете еден subscribe на нашиот YouTube канал, претплатете се, тоа не ве чини ништо, се е бесплатно, следуваат и други летни приказки, фудбалски и на други теми. Гледајте не, коментирајте, критикувајте не, фалете не. Во секој случај Вардар оди напред како тркалото што врти позади мене.